Добро вечер, почитувани мои сожители од населбата Гоце Делчев. Ова е населбата во која израснав и многу ми е драго што во изминатите 2 дена поминавме од врата на врата, поминавме оваа населба заедно со моите колеги, кандидати за советници, и сите беа пријатно изненадени како луѓето реагираат на мојата кандидатура за градоначалник, и тоа ми дава уште еден мотив да се бориме до победата на 25 заедно да ја прославиме. Ова е населбата во која ќе победиме убедливо, ќе ги победиме и оние кои што ќе избереле Дела, а Дела 7 години не покажа ништо за Куманово, а ќе ги победиме и оние на кои ме време да си заминат, затоа што едноставно време е да си заминат. Почитувани мои драги сограѓани, сожители, сите овде присутни, сите овде кои што ме слушаат вечерва и од балконите и на прозорците, прекрасно е чувството кога знаеме дека некој ве едноставно слуша. Пред некој ден имаше дебата, не следеа луѓето. Веќе 2 дебати помина. И убаво е чувството кога ќе слушнете дека додека вие говорите, луѓето ве следат. Додека некој друг говори, вика, ништо не разбравме, ништо не слушнавме. Тоа се само аргументи дека знаеме во кој правец се движиме. Знаеме што му треба на Куманово и знаеме дека граѓаните очекуваат од нас нешто ново, нешто подобро, нешто што другите не им го нудат. За тоа има простор, има можност. За тоа до сега видовме што направија, и од тие причини не случајно овие луѓе овде кои што стојат пред вас се обединивме, се собравме енергично да излеземе да се спротивставиме на двата политички блока. Не случајно. Значи не случајно и вечерва оваа подршка која гледаме овде на Кошеви, на популарното место Кошеви, од каде што тргнале многу победи, и вечерва тргнуваме во нова победа, затоа што ова се луѓето кои што пред се имаат знаење, искуство, енергија да се борат за својот град. Значи да покажат дека овој град може подобро да функционира. Оваа населба 4 години, дали може некој од вас да се сети дека е нешто направено? Дали може некој да се сети дека во изминатите 4 години овде се вложи нешто? Дали во изминатите 8 години се вложи нешто? Да не беше мојот ангажман и на колегите во Советот, немаше да успееме ни оној тампон што е ставен, што не личи се уште на тротоар на улицата Гуцман, затоа што таа улица е прва фреквенција, основна фреквенција, таму се амбулантата, училиштето, градинката, и дури 7 месеци, 8, 9, колку стана, се уште тој тротоар тргна во јули да се прави, во март месец не е направен. Значи, освен овие неколку рефлектори, тоа е нешто што е направено, нема ништо во населбата направено. Беше ветувано дека ќе се стават и ќе се направи урбана опрема, детско катче, нови модерни терени, и ќе се направи парк на потегот Гуцман и Драган Стопаревич. Некој тоа го имаше во програмата што видовме дека не ја реализира во изминатиот период, и сега доаѓаме во позиција некој да бара уште. Минатиот пат во таа дебата беше прашан. Нудите нешто ново, нудите нова програма, а старата имавте можност да ја реализирате, во неја апсолутно ништо не е направено од таа што сте напишали. Сега пишувате уште полоша. Значи погледнете ги реално, погледнете ги 3 програми кои што ги имаме направено. Нашата, погледнете програмата на оние на кои име време, и погледнете на оние кои што немаат дела. Значи видете, ќе споредите што е разликата. Ќе споредите дека ги чувствуваме проблемите и дека нудиме решенија. Погледнете дека содржински нашата е многу посилна од нивните. Погледнете дека она што го пишуваме има реални извори на финансирање кои што сигурно со добро менаџирање ќе успееме да ги направиме. И тоа се разликите што ние ги нудиме. Во наредниот период ќе приметите дека тие програми, дека сето она што ние го имаме напишано, сето тоа е реално, овде конкретно, само за споредба ќе споменеме. Во училиштето Кочераци, кој е едно од
најдобрите училишта во општина Куманово. Има, кажа доктор Калидија, 114 ученици. 1114 ученици се извинувам. 1114 ученици кажале од нив 100 дека нивните родители се во Афганистан. 150 кажале дека нивните родители примаат социјална помош. Дали некој ги следи тие бројки? Тоа е материјал кој го пишуваше и кој го пишува во извештајот на училиштето кој дојде до Советот. Никој не најде за сходно да земе, да анализира и да влезе во мерки за разрешување на ваквите проблеми. Затоа во нашата програма не случајно ставивме развој. 32% од граѓаните бараат од градоначалникот да влезе со добра развојна програма, со потикнување на економијата. Тоа е наша обврска и не случајно тоа во наредниот период ќе го направиме. Ќе ги потикнеме капиталните инвестиции, ќе влеземе во директно и брзо инвестирање во инфраструктурата. Само на тој начин ќе го потикнеме, ќе потикнеме економијата, економскиот развој. Толку општината може. Не може да очекуваме дека некој тој инајет кој што го водат локалната власт и централната власт го доведе в Куманово во една ваква позиција. Затоа ние на тоа ќе му ставиме крај. Затоа од 24 март ќе тргне нова сила во Куманово. Ќе тргнат независните, оние кои што одговараат исклучиво пред граѓаните. Ние сме тие кои ќе ги ослободиме граѓаните на општина Куманово од списоци, од ажурирање. Знаете ли дека утре се одат на митинзи на луѓето, едноставно денеска поминавме од врата до врата, не викаат, верувате, утре не идам, не ми интересира, и на список ме водат, не ми интересира, ни на митинзи одам. Едноставно сакам да дојдете од 24 март и заедно да ставиме крај на тоа. Тоа е нашата обврска. Ние граѓаните ќе ги ослободиме во општина Куманово, да не чувствуваат никаков притисок. Нема притисок од никој. Ние нема да им вршиме притисок. Ние одговараме пред граѓаните. Ние ќе бидеме тие кои едноставно во наредниот период се спротивставивме силно и силно ќе ги одведеме општина Куманово до нова победа. Куманово е голем град, 100 и кусур илјади жители. Куманово на нивото на кое е сега мора да продолжиме многу посилно. Имаме извори, имаме сила, имаме можности. Само треба добро сето тоа да се организира, да се направи. Само овде би споменал уште една работа. Имаше минатата недела две дебати. На едната бевме фаворитите, според сите анкети, на другата веќе едниот се разболе. Значи, таа следната што беше во четвртокот, утре дента повторно го гледам, викам, докторе, нели сте болен, сега гледам во МТВ, дојдовте да дадете изјава. Не, ТВ, не знам, Нова го фаворизира господинот Дамјановски. Говори, докторе, повелете, дојдете, МТВ организира во четврток дебата, дојдете вие, еве, јас одам и на ТВ Нова, што апсолутно луѓето мора да кажат дека најпрофесионално ја организира таа дебата. Исто така, дојдете на МТВ, јас во четврток и вас и господинот Дамјановски ве чекам на дебата и ќе дебатирам со вас за доброто и иднината на Куманово. Сега да ви кажам, јас искрено, гледате ги, прочитате ги програмите, слушате не на тие дебати, концентрирајте се што кажуваме и кој што нуди за Куманово. Јас ви тврдам дека на тие дебати ќе го изберете вашиот избор. Тој избор ќе биде овој кандидат што стои овде пред вас, овие луѓе што ги слушнавте дел од нив и сигурно луѓето кои што овде ја бараме поддршката од вас. Верувате, изборот треба да биде ваш. Изберете оние што имаат енергија, што имаат здравје да се борат, што не се плашат ни да се спротивстават, ни да дебатираат и да извадат аргументи, и едноставно ние сме тие. Ние сме кои што ќе се бориме за еднината на Куманово. Ние живееме во овој град, ние живееме во оваа населба. Овде се нашите деца. Нашите деца заслужуваат да се бориме за нив и да им понудиме подобра иднина. Такво нешто можат само независните, кога ако не сега,
како не сега и никој друг. Изборот е ваш, а немате подобар избор од нас. Ви благодарам на 24 март. Излезете храбро до Струмцево, гордо, дајте ми ја поддршката. Поддршката ни треба, гласајќи за нас, гласате за вас.